Вие сте шефот? Пауза за ручек. Веќе 2 часа чекам назад. Кажи што треба. Имате поставено објава дека барате телеграфист за ноќна смена. Ти знаеш телеграфија? Еве е мојата диплома. Сто знаци во минут. Сега веќе можеме и 120 во минута. Ќе провериме. Еве ти хартија. Еве ти молив. Напиши молба. Како се викаш? Томас Едисон од Милен. Пиши. Овде напиши молба. Колку години имаш? Роден сум на 11 февруари 1847 година. Пиши. Подпиши. Тоа е само формалност. Примен си. А сега најтешкото. Ајде, лапај. Добро утро, господја Едисон. Добро утро, професоре Пантер. Повелете, ве очекувавме. Благодарам. Се надевам дека не задочни. Рано изутринава дојде кај мене еден мој студент и ме задржа малку. Може еден чај, професоре? А не, благодарам. Тие англиски навики ги оставив веќе првата година кога пристигнав овде во Америка. Многу брзо се навикнав на овдешните обичаи. Значи, виски. Иако е се уште рано, една чашка може. Веднаш, професоре.
Каде е вашиот сопруг? Се надевам дека не спие уште. Не. Тој всушност и не легна нокеска. Уште вчера напладне со неговиот помошник Бечералд се затворија во лабораторијата и подготвуваат материјали за денешниве експерименти. Повелете, професоре. Благодарам. Кога им ја однесо вечерата, видов дека изолираат бакарна жица, горат јаглен и издвојуваат мали парчиња графит. Од стакларницата на Милер им донесоа стаклени топки и многу други работи за кои јас воопшто не знам зошто служат. Тоа ме радува. Мојот напор да го привлечам неговото внимание кон нови експериментирања не бил залуден. Знаете, јас бев загрижен и се прашував што се случува со вашиот сопруг. Тој стана толку анемичен, пасивен, својства кои досега му беа туѓи на тој енергичен човек. По сите успешни пронајдоци на полето на телеграфот, телефонот и друго, одеднаш тој да попадне во таква една криза. Можне чудно. Мене и сега не ми е јасно што се случи со него по експериментите со фонографот. Пронајдокот на фонографот го пријави на 24 декември 1877 година. А веќе на 18 февруари следната година го доби патентот. Утврдија дека пред Томас никој пред него не дошол ни до приближно слична идеја. Затоа и го доби толку брзо патентот. Сета заштеда, до последниот цент што ја имавме, ја вложивме во експериментите и во производството на фонографот. Но набрзо излезе дека тој има многу недостатоци и дека му се потребни радикални промени. Стениолот се покажа непогоден како материјал за плочите кои беа неопходни, а брзината на вртењето на цилиндерот беше нерамномерна, така што наместо музика и гласови се слушаше некакво чкрипење и крчење. Компанијата што ја создаде Томас пропадна. Се задолживме. Тоа Томас толку го не расположи, што ја остави сета работа околу тој експеримент. Се разочара, се повлече и едноставно престана да контактира. Јас и самиот го насетив тоа дека тој преживува некаква криза. И затоа, искрено да ви кажам, го натерав да го префрли своето внимание на едно друго поле, а тоа е електрична светилка. Да, знам. Да. Сега речиси во целава Америка е распространета и масовно се користи гасната светилка. Да. А јас сега скоро слушнав дека Вилијам Валас прави некои експерименти во својата работилница. И минатата недела го натерав Томаса да појдеме заедно во лабораторијата на Валас, за да видиме какви се тие нови пронајдоци. Да, тој се врати од таа посета одушевен. Не знам што видел тамо, но беше необично возбуден. Валас е директор на еден рудник за бакар близу до Њујорк. Во слободното време се занимава со испитувања. По грамовиот успех на Валас му тргна по рака во 1874 година да ја направи првата динамо машина во Америка и да ја искористи за галванизација. Потоа, наскоро, изврши цела една серија експерименти со светилки. Кога дојдовме во неговата лабораторија, Томас занеме од чудо. Видовме голем број разни модели динамо машини и светилки со графитни стапчиња. Се околу нас блескаше. Вашиот сопруг се одушеви. Во време на вечерата јас постојано го гледав неговото лице и
сватив дека милион нови идеи му се вртеа низ главата. Во еден момент ми шепна на уво. Имам идеја како да ја осветлам целава Америка. Само да имам средства да ги вложам во експериментот. Пред 2 дена, јас му јавив дека од една компанија му осигурив $400,000 за неговите експерименти. Од денес почнуваме со работата. Професоре, среќна сум што ми го кажавте ова. Знаете, тој не ми кажува за своите планови. Откако се преселивме овде во Менло парк, тој е постојана во неговата лабораторија. Јас и нашите 3 деца среќни сме ако го видиме за ручек или вечера. Но јас не му се лутам. Навикна веќе на таков живот. Знаете, ние се запознавме во неговата фабрика за телеграфи. Јас бев тамо вработена. И научив дека тој е најсреќен кога знае дека сме тука во близина, дека сме добро и дека може целосно да се посвети на своите пронајдоци. Пристигнавте, професоре. Да? Се извинувам што не сум точен, но убеден сум дека ќе ми простите кога ќе ви кажам дека во целост сум подготвен за експерименти со електрични светилки. Одлично, одлично. Да. Томас, првим да појадуваш. Прости, Мила, немам време. Прати по некого нека донесе што повеќе храна, барем за 2-3 дена. За 2-3 дена? Па, најмалку 2-3 дена нема да излегуваме од работилницата. Како се децата? Бакни ги од мене. Да појдеме, професоре. Молам, Нестраплив сум да ви покажам некои работи. со задоволство. Повелете, професоре. Добар ден. Добар ден. Повелете, седнете. Благодарам. Професоре, Да? прво што направив по посетата на Валас, тоа е што ја собрав целокупната литература што беше издадена во врска со гасното осветлување и гасните инсталации. Ја поделивме работата. Вечерот читаше за конструкцијата на светилките кои сега се употребуваат, а ја за распоредот на гасните светлосни тела што ги осветлуваат улиците и зградите во Њујорк. Дојдовме до убедување дека може да се реши проблемот на распределба на електрична струја на многу економичен и технички сигурен начин. Вечерот, повели. Забележавме дека електричната ламба, ако сакаме да функционира економично, мора да има некои особини од гасната светилка. Така таа мора да зрачи со блага светлина. Еве како што гледате. Интересно. И мора да може да се пали и да се гаси независно од другите ламби. Исто така, забележавме дека влакното во ламбите мора да има голем отпор, а мал пресек. А ламбите мора да бидат вклучени во поечекратно струјно коло, за да можат да бидат независни една од друга. Да, точно. А сега, дојдете овде, професор, повелете. Особините на графитот ми беа многу добро познати од порано. И сватив дека, доколку успеам да го измоделирам тенок како конец, ќе добиам да има голем отпор при мала површина на зрачење. Но, прашање е дали еден таков тенографит нема да се скрши при механички потреси и на температура од 2000 степени Целзиусови. Јас сметам дека тоа решение е непрактично, зашто ако светилките се произведуваат, тие мораат да бидат ефтини, отпорни при транспорт и издржливи. Точно. Затоа со Бечерол успеавме да ја гленисаме памучен конец и да го формираме во вид на чатал. Да? Потоа го ставивме во една ваква стаклена топка, од која со помош на оваа пумпа го извлековме воздухот и создадовме вакуум од 1 милионити дел од атмосферскиот притисок. Ламбата потоа херметички ја затворивме и ја приклучивме на струја. Го гледате.
Ви честитам, господа. Честитам. Јас не верував дека моите соништа вака брзо ќе се остварат. А колку време може да издржи да свети ваква светилка? Ламбите досега што ги направивме издржаа околу 30 на час. Да. Ке треба околу тоа уште да поработиме. Нема да бидам задоволен додека не видам ламба која ќе издржи најмалку 1000 часови. Браво! Браво, господа! Продолжете само, продолжете. Професоре, сигурни ли се дека не сакате чај? Не, благодарам. Јас сосема одбикнав од чајот. Тогаш виски. Па сега, кога толку настојувате, една чашка може. Веднаш, професоре. Тој рече дека ќе се врати со возот во 18 часот. Јас појдов на станицата, но тој не слезе. Веројатно го задржале во Њујорк. Новиот модел на светилката сигурно предизвикал внимание кај неговите колеги, а и кај новинарите. Јас предпоставувам повеќе кај новинарите. Ова е второто издание на денешниот New York Times. Слушнете што велат. 10. јануари 1888 година. Денес во Њу Јорк пред публика беше изведен најновиот изум на господинот Томас Едисон. Колку и да изгледа невозможно, Едисоновата електрична светлина се произведува дури со едно мало парче хартија, што би можело да го дувне и мало дете. Неговата добро изолирана светилка дава светлина што не произведува ни штетни гасови, ни чад, ниту миризба. Значи светлина без оган и без опасност, за која не е потребен кибрид. Светлина која не ослободува многу топлина, не го загадува воздухот и не трепери. Освен тоа, оваа светлина, според изјавата на пронаоѓачот, може да се произведува поевтино од наевтиниот петролеј. Добро вечер. Добро вечер. Да. Зашто се задржавте толку? Го пропуштивме предпладневниот воз, па дојдовме со брзиот за Вашингтон. Како сте, господине? Благодарам, добро. Професоре, што пиете? Твојава сопруга ме натера малку виски. Те мола мила, наполни уште 3 чаши. Веднаш. Сакам да прославиме нешто. Нешто веќе прочита во весниците. Честитам. Благодарам, професоре. Благодарам, но не е само тоа. Добивме средства за отворање нова фабрика. Ке произведуваме динамо машини, светилки, проводници, електрични кабли. Честитам. Па ова е веќе добра причина за наздравување. Да. Господјо, мојава чашка е празна. Веднаш, професоре. Молам. Повелете. За добар успех. За успех. За успех. Што решивте, по графитното влакно во светилката направивме обиди со метали. Платината и иридиумот се употребени во форма на спирала од тенка жица. Направивме над 1600 различни експерименти, меѓутоа резултатите не задоволуваат. Светилката издржува од неколку часа. Повелете.
Јас уште порано ви предложив да се обидете со целулоза. Направивме многу опити со најразлични видови на целулоза. Се обидевме дури и со памук и со остатоци од коса. На крајот употребивме и гленисано влакно од бамбусова трска. Резултатите со бамбусовата трска најмногу задоволуваат. Точно. Професоре, Молам. овие денови размислете околу проблемот со електрични централи. Исто така потребен е некој попрост систем за распределба на електричната енергија. Нашите десетина фабрики за производство на електрични мотори одлично работат. Сега кога скоро целата електрична индустрија во Америка е во наши раце, би требало да се свртиме кон Европа. Мојата компанија во Париз одлично работи, но тоа не е доволно. Господин Едисон, пристигна господинот Тесла. Тесла? Да, тој се најави уште вчера. Во ред, нека причека. Што знаеме ние за Тесла? Знаете, вчера го примив Тесла јас, зашто вие бевте зафатен. Способно младо момче. Доаѓа од Европа. Има препорака од господинот Пику, директорот на вашата компанија во Париз. Целта на неговата посета е да ве убеди во предноста на наизменичната струја над еднонасочната. Очекува вие да ги поддржите неговите експерименти. Вие се шегувате, Не. Воопшто не се шегувам. но тоа е сосема безсмислено. Дрско. Во ред. Поканете го, нека влезе. Повелете? Добар ден, господа. Добар ден. Добар ден. Јас сум Томас Едисон. Професор Паркер. Мило ми е. Јас сум Никола Тесла. Повелете. Седнете. Благодарам. Која е причината за вашата посета, господине... Тесла, да. Чувствувам дека ви одземам од вашето драгоцено време, господин Едисон. Но пред се морам да го изразам мојот личен восхит кон вашата научна работа. За секој ваш нов патент или откритие кој излегло од вашата работилница, наискрено сум се радувал. Јас лично ве сметам за најголем ум во електротехниката. О, ви благодарам. Дојдов кај вас со предлог да се обидеме заедно да направиме уште еден чекор напред во електротехниката. Сите знаеме дека еднонасочната струја не дава можност за пренесување на енергија на поголеми растојанија. Иднината, господин Едисон, и припаѓа на наизменичната струја. Тука нема место за дискусија. На сите ни е јасно дека единствено еднонасочната струја може да се користи за осветлување и електричен погон. Наизменичната струја е сосем неупотреблива. Уште 1878 година, како студент на Високата техничка школа во Грац, дојдов до заклучок дека со електромотор на наизменична струја може да се пренесува енергијата на поголеми растојанија. Простете, но тоа е детска фантазија. Не е фантазија, господин Едисон. Во 1882 година во Будимпешта дојдов до откритие на обртно магнетно поле со помош на повеќефазна струја. А следната година во Страсбург го направив првиот индукционен мотор, со што ги докажав моите експерименти. Јас, господине Едисон, немам средства за нови експерименти, но гарантирам... Жал ми е, господине Тесла, но нашата компанија нема намера да финансира во експерименти со наизменична струја.
Простите, јави од пристаништето дека на вашиот параброд Орегон и двете машини за осветлување се во дефект. Како е тоа можно? Тие машини беа монтирани само пред 2 месеца. Простете ми. Дозволете ми јас да се обидам да го отстранам дефектот. Во ред. Кажете му на Бечеролд, нека појде со господин Тесла на бродот и нека ми јави дома што направиле. И јас на млади години, како оној млад човек Тесла, бев полн со идеи, но немам средства за експерименти. Повелете. Благодарам. Знаете, јас потекнувам од доста сиромашно семејство, па веќе од 9 години почнав сам да заработувам. Најпрвин продава весници по улици, потоа научив телеграфија и работев по разни провинцијски железнички станици како телеграфист во ноќна смена. Но, бидејќи преку ден многу читав, највечер ми се спиеше и често заспивав на работното место. Често пати, поради моја вина, можеше да дојде до големи несреќи. Но за среќа тоа не се случи. Да. Често пати ме брека од работа. За 10 години колку што работев како телеграфист, ниту на едно место не се задржав повеќе од 6 месеци. А точно ли е тоа дека кога си продавал весници на некои железнички линии во патнички воз, во товарниот вагон си правел некои експерименти со хемикали и тогаш дошло до експлозија? Да, точно е. Тогаш имав 10 години. Експлозијата буквално го разнесе вагонот. Тогаш добив добар кјотек од кондуктерот. Што направивте? На бродот имало спој на инсталациите и машините беа прегорени. Тесла ги поправи за неполни 4 часа. Мислам дека тоа е доста способно младо момче. Во ред. Ке го примам како инженер во нашата компанија, но нема да му дозволам да експериментира со неизменичната струја. Да. Што има Бечеров? Тесла не напушти. Со помош на Вестингхаус оформил своја собствена компанија. Тесла Електрик Компани. Има намера да произведува електромотори и да гради некаква централа на некој водопад. Така. Ако некој ме упропасти, тоа единствено ќе биде Тесла.
Во прашање е целата индустрија. Ги затвораме моите компании. Сите мои фабрики ќе пропаднат. Тој Тесла со наизменичната струја направи вистинска револуција. Па, ние не можеме преку ноќ да ја смениме целата наша технологија за да му конкурираме. Ова може да биде фатално за нас. Една стара поговорка вели, ако не можеш да го победиш непријателот, тогаш зближи се со него. Не, то никако. Со Тесла не сакам да имам ништо заедничко. А има едно решение. Да чуе? Постои можност да се здружиме со неколку компании кои ги имаат истите проблеми како ние. И заедно да ги откупиме сите акции кои се во промет од компаниите и фабриките кои работат за Никола Тесла. Тоа може. Се согласувам. Сакам се што е негово да се откупи. Нека чини колку сака. Ке го дадам и последниот цент, но сакам се да откупам од него. Веста за смртта на Едисон во целиот свет беше примена како голема несреќа. Му се восхитував на Едисон и на неговите понајдоци. Но најголем впечаток од се им остави неговата дарба за непрекинлива, тешка научна работа. Помина 34 години откако лично го запознав. Но неговата дарба за творење и размислување остава на мене поголем впечаток од што и да било друго. Едисон беше мој јунак, уште кога бев дете. Тој не правеше ништо на среќа или случајно. Тој не се впушташе во некоја работа ако пред тоа не проучеше се она што е напишано за таа работа. Тој ги доведуваше своите пронајдоци до такво совршенство да можеа да бидат предадени во фабрика веднаш. Едисон за мене е еден од најголемите умови и гении на човештвото.